Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на 4 глава од посланието, кое апостол Павле им го напише на христијаните во Ефес. Претходниот пат немав доволно време да ја искоментирам така наречената петократна служба во црквата, така што денес ќе кажам уште нешто за неа. Во стиховите кои ги обработувавме претходниот пат, читавме дека откако воскресна, Господ Исус се вознесе на небото. И откако седна од десната страна на Отецот, тој ја благослови црквата со различни духовни дарови. Иако списокот на духовни дарови во тие стихови не е исцрпен, сепак читавме за 5 служби кои се од исклучителна важност. Апостоли, пророци, благовестители, пастори и учители. Што се однесува до апостолите, сакам да знаете дека тие одамна исчезнаа од сцената. Но тоа не значи дека веќе не се дел од црквата. Црквата е составена од сите светии, како оние кои живеат на земјата, така и оние кои се на небото со Господ. Апостолите се дел од оној облак на сведоци, кои со своите животи ни сведочат за добрината и верноста на Господ Бог. Тие, како и пророците, до ден денешен ја благословуваат црквата со своите зборови. Зошто го велам тоа? Бидејќи добар дел од Новиот Завет се состои од зборовите на апостолите. Например, Павле го напишал посланието до Ефесјаните, кое ние сега го проучуваме. Преку ова, а и други посланија, апостолот Павле активно служи на црквата и ја благословува со мудроста која Бог му ја даде. Тој е член на црквата, како секој од нас. Покрај апостоли и пророци, во црквата има и служители кои се наречени благовестители, односно мисионери кои патуваат и го споделуваат Евангелието. Потоа доаѓаат пастирите, чија главна служба е поврзана со нешто што се нарекува душегрижништво. Тие се луѓе кои се надарени да бидат духовна поддршка за верниците во текот на неделата. А нивни блиски соработници се и учителите, оние кои имаат познавање на писмата, како и способност истите да ги поучуваат пред црквата. Тоа се дел од даровите кои Христос ги даде на црквата, а целта на истите е црквата да може да созрее во верата. Но зрелоста на црквата подразбира и желба за мисија и евангелизирање на светот кој страда и е духовно изгубен. Не може црквата да биде зрела, а при тоа да не се грижи и да нема сочувство за оние кои се упатени кон вечната пропаст. Сакам само да напоменам дека според мене не е можно еден човек да ги има сите овие дарови. Можно е некој да има повеќе од еден дар, но засега не сум сретнал некој кој ги има сите. Интересно е тоа што во некои цркви верниците сметаат дека пасторот има неколку од овие дарови и негова одговорност и задача е да ги користи истите за благослов на заедницата. Иако не го кажуваат тоа наглас, верниците мислат дека пасторот е тој кој треба да поучува, да евангелизира, да ја надгледува работата на заедницата и слично. Вистина е дека пасторот треба да поучува, но тоа да биде со цел другите верници да растат во верата и со тек на време и тие да се вклучат во таква или слична служба. Не само тоа, од пасторот исто така се очекува дека ќе ги посетува верниците. Моje лично убедување е дека тоа е одговорност на сите верници. Пасторот не е единствениот кој треба да дигне слушалка и да праша некого: како си? Има ли нешто за што ти е потребна молитва? Ако една црква чека на пасторот да ги прави сите овие нешта, тоа е добар знак дека таа заедница не е духовно порасната. На црквата денеси се потребни сите овие служби и сметам дека од исклучителна важност е да бараме од Бог да ни даде луѓе кои ќе се пастери, учители, евангелизатори и слично. За жал, денес некои од учителите повеќе се насочени кон тоа да се докажуваат кој е во право во однос на некои христијански доктрини, отколку верно да ги поучуваат христијаните во црквите. Од време на време добивам пораки од христијани кои ми кажуваат дека овие поуки им се од корист и дека им помагаат при растежот во верата. Пред некое време добив порака од еден проповедник кој ми напиша: има една ваша проповед која многу ми се допаѓа. Може ли да ја искористам и да ја проповедам во нашата црква? Му одговорив: може, но само едно нешто барам од тебе. Проповедај ја пораката подобро од мене. Повикани сме да ја градиме црквата. И тоа е причината поради која Бог ни ги даде духовните дарови.
Ја се радувам кога некој ќе ми пише и ќе ми каже дека научил нешто од мене и дека тоа што го научил го пренел на некој друг. Ако се вклучиме во непотребни дебати или во барање авторски права за нашите проповеди и поуки, мислам дека ќе изгубиме драгоцено време кое може да се искористи за ширење на Евангелието. А во исполнувањето на таа цел, сметам дека треба да користиме какви било средства кои ни се на располагање. Денес имаме интернет и социјални медиуми, кои во голема мера ни го олеснуваат начинот на кој можеме да досегнеме до поголем број луѓе. Но тоа што сакам да го имате на ум е дека духовната служба не е одговорност само на пасторот. Сите ние сме повикани да служиме на некаков начин, според дарот кој ни е даден од Светиот Дух. Немојте да очекувате дека вашиот пастор или свештеник ќе прави се, а вие само ќе седите настрана со скрстени раце. Таквите очекувања се знак на незрелост. Вистина е дека пасторот, односно свештеникот, има поголема одговорност, бидејќи нему му е доверена заедницата да се грижи за неа. Но во однос на духовните дарови, негов повик е да ги користи даровите кои Бог му ги дал, за да им помогне на другите верници да напреднат во верата до таа точка што и тие ќе почнат да служат. Според мене, еден од најголемите гревови во црквата е незнаењето во кое живеат голем дел од христијаните. Тие воопшто не го познаваат Божиот збор, и тоа е една од причините зошто не се вклучени во служба за Бог. Тоа е навистина трагично. Не би сакал да влезам во авион што ќе биде управуван од пилот кој знае за летањето толку колку што просечниот христијанин знае за Божиот збор. Таквиот авион нема да стигне многу далеко. Всушност, не сум сигурен и дали ќе може да полета. Тоа е состојбата на некои од локалните цркви денес. Токму затоа верувам дека поучувањето на Божиот збор е од исклучителна важност и сум посветен во извршувањето на таа задача. Се надевам дека нема да ми замерите што до толку навлегов во анализа на овие нешта, но ги зборувам со добра намера. Сакам христијаните да напредуваат во верата и да сватат дека се благословени со духовни дарови, кои се потребни на црквата. Сето дека не го сватиме тоа и не ги живееме овие вистини, ќе бидеме како духовни бебиња. Та да не бидеме веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења, преку човечките заблуди, во лукавството на измама кон заблуда. Туку со љубов, држејќи се за вистината во секој поглед да растеме во оној кој е глава, Христос. Со него целото тело е составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски. При дејството на секој дел, поради силите негови, нараснува за да се изградува во љубов. Причината поради која Христос и даде на црквата толку многу дарови е за христијаните да можат да напредуваат во верата и да достигнат зрелост. Од таа гледна точка, можам да кажам дека луѓето кои ги користат духовните дарови се како педијатри, бидејќи им помагаат на децата да пораснат како што треба. Евангелизаторите, односно благовестителите, се како докторите и сестрите кои работат на породилно. Тие се оние кои го носат Евангелието до неспасените и оние кои ќе поверуваат во нивната порака се раѓаат духовно. Но, откако луѓето ќе ја прифатат верата, потребно им е да растат и тука доаѓаат на сцена учителите и пасторите, кои поучуваат, ги посетуваат, ги охрабруваат со цел да пораснат и да достигнат така наречено духовно полнолетство. Апостол Павле многу јасно и на сликовит начин објаснува што значи да се живее како духовно бебе. На бебињата и децата не им се даваат големи одговорности. Никој при здрав разум нема да му даде на дете да управува со брод или со авион. Внук ми е многу паметно дете, но се уште е дете и никогаш не би му дал да управува со брод. Павле вели дека оние кои се како духовни деца се лулани и занесувани од разни ветришта, односно од лажни учења. Како резултат на тоа, таквите верници релативно брзо и лесно можат да се обесхрабрат и да застранат од патот. Затоа, ние христијаните сме повикани да растеме во Христос. Ако го правиме тоа, дури и тогаш кога ќе се најдеме во некакви бури и силни ветришта, ќе знаеме дека Христос е нашиот компас и тоа е нашата сигурност. Ако во една црква верниците се стремат кон растеж во Христос, можам да ви гарантирам дека во неа ќе има духовна динамика која произлегува од поврзаноста на телото, црквата
со главата, Христос. Досега размислувавме за повикот и даровите што ги добиваат оние кои се во Христос. А сега е време да размислуваме за забраните што ги имаат оние кои се во Христос. Од исклучителна важност е да го разбереме ова. Колку што можам, ќе се обидам да ви објаснам сериозноста на оваа тема. Христијаните се нови луѓе, и тоа значи дека се повикани кон нов стандард на живење. Како дел од тој стандард, тие треба да почнат да практикуваат, а и да престанат да практикуваат одредени нешта. Христијанскиот морал се состои од нешта кои треба да ги правиме и нешта кои не треба да ги правиме. Забраните што Бог им ги дава на луѓето не започнаа со христијанската вера. Идејата дека човекот не треба да прави нешто е стара колку и неговото постоење. Ке се сетите дека кога Бог го создаде човекот, тој го постави во Едемската градина и му заповеда да не јаде од плодот од дрвото за познавање на доброто и злото. Бог му рече на Адам, тоа не смееш да го правиш, не ти е дозволено. Истото се однесува и на 10 заповеди, преку кои Бог им забранува на луѓето да имаат други богови, да крадат, да лажат и слично. Слушнете што пишува во стиховите 17 до 19. Ова пак го зборувам и сведочам во Господ. Да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци, по суетата на својот ум, помрачени во разумот, отуѓени од Божиот живот поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце, дојдени до безчувство. Тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Во овој дел од посланието, Павле се враќа на практичниот аспект од животот на христијанинот. Ова се однесува на христијаните во Ефес, бидејќи овие зборови се многу добар опис на нивниот живот пред Бог да ги пронајде и спаси. Но истите зборови важат и за нас. Во глава 2, Павле ги подсети ефесјаните дека пред Христос тие беа безнадежни и безбожни. Како резултат на нивната безбожност, тие живееја во грев. Стиховите што ги прочитавме пред малку се многу соодветен и сликовит опис на луѓето кои се духовно изгубени. Мислам дека Павле многу добро објаснува каков е животот на оние кои го немаат Христос. Апостолот вели дека тие живеат според суетата на својот ум. Тоа значи дека живеат во илузија, мислејќи дека гревот е вистинскиот пат кон задоволството и радоста. Има голем број луѓе кои живеат на таков начин. Пред некое време разговарав со една млада девојка која ми кажа дека направила 2 абортуси. Колку трагично. Убила 2 бебиња. Тоа не е живот, тоа е ужас. Но луѓето кои не се во Христос живеат на таков начин. Тие се изгубени и се водат според суетата на нивниот ум. Оние кои не се во Христос се оддаваат на различни пороци, а причината поради која го прават тоа е за да најдат некакво исполнување и утеха во животот. Пред некое време ми пише една жена, поранешна алкохоличарка, и ми рече: навистина е трагично тоа што мислев дека опијанувањето е кул и интересно. Второто нешто што Павле го вели за оние кои не се во Христос е дека таквите се помрачени во разумот. Духовно изгубените луѓе имаат погрешна перцепција и разбирање на моралните вредности. Следно, Павле вели дека тие луѓе се отуѓени од Божиот живот поради нивното незнаење. Тоа е многу соодветен опис на поголемиот број на луѓе денес. Тие мислат дека живеат исполнето, но таа нивна исполнетост секогаш зависи од трошење пари, одење на скапи места и слично. Пред некое време еден човек ми кажа дека тој и неговата сопруга потрошиле огромна сума пари за едно излегување во ноќен клуб. Си реков, зашто ли ги потрошиле тие пари? За да купат некаков пијалок кој наводно ќе им помогне да уживаат? За да се фалат дека имаат многу пари? Тоа не е живот. Четвртата особина на тие луѓе е следнава. Дојдени до безчувство. Тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Со тек на време, совеста на оние кои живеат во греф отстапува до таа мера, што тие веќе немаат чувство дека прават нешто погрешно. Денес има многу луѓе чиј морален компас е целосно расипан и не функционира. Како резултат на тоа, тие прават уште повеќе зло и навлегуваат во нови гревови. Грешниците никогаш не се задоволуваат со гревот. За нив тоа е како солена вода,
и колку повеќе го практикуваат, стануваат се повеќе жедни за него. Токму затоа, апостолот Павле во Римјаните вели дека кога луѓето сакаат да живеат во грев, Бог им дозволува да се движат во насоката по која веќе тргнале. Стихови 20 и 21. Но вие не го познавте така Христос, ако навистина сте чуле за него и во него сте биле поучувани, дека вестината е во Исус. Ако не сте му послушни на Исус, вие го немате за свој Господ и Спасител. Исус рече дека е пастир и дека неговите овци го слушаат неговиот глас. Ако не му го слушате гласот, тогаш не сте дел од неговото стадо. Оние кои вистински го следат Христос, го познаваат неговиот глас и се послушни на неговите зборови. Тоа е една од главните одлики по кои христијаните се разликуваат од нехристијаните. Некогаш се случува некој кој не го следи Христос да ја слуша оваа програма и да ми пише: не се согласувам со тебе. Кога ќе прочитам таква порака, во себе си велам: во ред, не очекувам да се согласиш со мене. Не очекувам од неверниците да го слушаат Христовиот глас и да му бидат послушни. Но христијаните треба да го прават тоа. Христос е нашиот пример. Не можеме да бидеме исти како Него, но можеме да растеме во побожноста и што повеќе да наликуваме на Него. Што ќе се случи ако се огледуваме на Христос и сме послушни на Неговиот глас? Стихови 22 до 24. Тогаш отфрлете го од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливите желби, за да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Ова е исто како со облекување на една наметка и облекување на друга. Вие и јас имаме стара природа, но треба секојдневно да ја соблекуваме од себе. Кога доаѓаме кај Христос за спасение, ние почнуваме нов живот. Павле вели дека од тој момент ние сме повикани да живееме според Духот. Да се живее според Духот значи да се живее според зборовите кои се запишани во Светото Писмо. Само Светиот Дух може да ни даде сила за таков живот. Важен дел од христијанскиот живот е секојдневното соблекување на старата природа. Само на тој начин ќе можеме да живееме водени од новата природа која ја добиваме во Христос. Кога се каеме за своите гревови и доаѓаме кај Христос, нам ни е дадена нова природа. Старата се уште ја имаме во себе и ќе ја носиме со себе се додека сме живи на оваа земја. Но, новозаветното учење е дека постојано треба да ја соблекуваме таа стара природа, за да можеме да ја облечеме новата. Таа стара природа се одликува со себичност, со секакви гревови и погрешни мотиви, со похота, гордост и слично. Се додека на себе ја имаме старата природа, ние ќе ги практикуваме тие нешта. Но Христос дојде не само за да не спаси, туку и да не освети. Христос не дојде на овој свет само за да не спаси и да не стави да живееме како сакаме. Секој кој тврди дека го има Христос за спасител, а нема никаква промена во неговиот живот е лажго. Следниот пат ќе видиме дека оние кои не се во Христос, живеат во лага. Христијаните се повикани да живеат во вистината, бидејќи ја спознале вистината и таа ги ослободила. Кога живееме според старата природа, ние всушност го жалостиме Светиот Дух. И тоа е нешто за кое ќе размислуваме следниот пат. Има многу начини на кои може да се жалости Светиот Дух и во следното проучување ќе спомнеме неколку од нив. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.
org.